Почитувани гледачи, добро вечер. Петок е. Ова е подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Радарот е уклучен. Летово ќе работиме, нема да го исклучиме. И морам да ви кажам, вечера има едно специјално изненадување, специјален гостин. Господинот подпредседател на владата на Република Македонија, министар за транспорт и врски, почитуваниот Александар Николски. Добро вечер, добро ни дојдовте. Благодарам на поканата, навистина ми е драго и навистина задоволство. Благодарам. Нашето е исто така. Господин Александар, ќе почнам со една мисла на Гоце Делчев, кој вака вели од прилика. Не слушајте што зборуваме, гледајте што работиме. И тие си ја изработија својата работа во неколку фази, направија неколку револуции, конечно добивме држава, продуктот е тука. Вашава генерација и падна една тешка задача да обновите нешто што 7-8 години наназад лошо се менаџираше со националните, со државните интереси на Република Македонија, ама еве веќе 2 години неуморно работите. Вечерва би сакал директно и медија рес, без некоја политика, без некои така празни фрази да зборуваме. Вие сте човек од терен, но со гледаме, сте на терен по градовите, по селата, создавате нови вредности, ја вака би рекол. 2 години, многу проекти започнавте, некои ги завршивте, некои се на пола пат. Јас ќе потсетам само на платформа 1198, и само би ве прашал, дали сте задоволни од динамиката на реализирањето на проектите, а потоа одиме конкретно по области. Генерално сум задоволен, мислам дека добра динамика фативме како влада. Првите месеци во 2024 година, кога бевме избрани, беа месеци на подготовка да се изанализира состојбата каде сме и откако се изанализира да се направи план што правиме, се изработи планот и сега веќе можам да кажам дека сите ресори стабилно напредуваат и стабилно реализираат она што се дел од нивните програмски задачи. Дел проекти се повидливи, да речеме како моите, дел се помалце видливи како некои други ресори, но мислам дека тимот е добро уигран и дека добро функционира. Одлично. Нема да ми замерите, ја последните 25 години од мојот работа ги поминав во цивилно воздухопловство. Значи во нашата цивилна воздушна пловидба, ја би почнала од таа област. Ако не се лажам, над 20 нови авиоврски, модернизација на двата аеродрома, Скопје и аеродром. Пред некој ден видов дури најмодерно компјутерско скенирање на аеродромите, позиционирани сме меѓу трите најмодерни во Европа. Ништо повеќе да ни кажете да почнеме од таа област, а потоа ќе одеме на другите области. Тоа морам да ви кажам дека е област која што вака најмногу ми е при срце и навистина имаме одлични резултати. Од изборот на оваа влада до денес имаме 28 нови директни летови и нови дестинации на двата аеродроми, на Охридскиот и на Скопскиот. Тоа е огромна работа за мала држава како нашата. Растот на двата аеродроми во првите 4 месеци оваа година е 31% споредено со лани. И тоа го потврди меѓународната организација за аеродром. Точно. Скопскиот аеродром во класата на средна големина аеродроми е најбрзо растечки аеродром во цела Европа. Кризата скоро и да не се почувствува со војната во Иран. Дури со керозин ги снабдувавме Приштинскиот и делумно Нишкиот аеродром, што се во близина на Скопскиот. Работиме целосна реконструкција, надградба и проширување на Охридскиот аеродром, што е прва откако изграден. Пистата е работена, но терминалната зграда и помошните згради до сега не се работени, прв пат се работат. Со што практично ќе добиеме нова терминална зграда и нов аеродром. Скопскиот аеродром, како што кажавте, има бројни напредувања и она што исто така не сакам да го заборавам. Ние се соочивме со ситуација, имаше скандали од претходната влада, каде што радар лежеше 7 години неинсталиран. Да. Еве го се инсталира. АТМ систем воопшто не беше воведен, односно не беше променет, и тоа се случи така што многу работиме и на безбедноста. И можам да кажам дека во моментов навистина воздушниот сообраќај е гордост наша за целиот регион, не само за Македонија. Јас се сеќам на времето на една насловна страна на Вест,
на кој тоаш постоеше дневниот вестник Вест. На насловната страна пишуваше на Охридскиот аеродром слетуваат само птици. Сега од таква ситуација ние стигнавме Охридскиот аеродром оваа година ќе помине 450.000 патници и е во комплетно друга кондиција од тоа што беше претходно. Скопскиот аеродром оваа година ќе помине 3.100.000 патници, што значи дека двата аеродроми заедно оваа година ќе поминат 3,5 милиони патници. Имајќи предвид дека минатата година првпат се поминаа 3 милиони патници, јас мислам дека повеќе време ќе ни треба. И веќе следната цел за неколку години ја стигнеме до 4 милиони патници, што мислам дека за држава од 1.800.000 е плафон и тоа е тоа кон кое што целиме. Како се тргнали ќе стигнете, ние мака мачевме, да речам, во мое време кога бев во воздухопловството со 1 милион патници. А вие 3 пати повеќе направивте, ама тоа е резултат на новите воздушни линии. Една додавка, што значи ова за туризмот, за угостителството, за планинскиот туризам и така натаму, повеќе патници, повеќе ноќевања, повеќе туристи, Многу повеќе значи пари. и за туризмот, но и за бизнисот. Да. Прво, Македонија се позиционира како бизнис дестинација, доста од овие летови се користат од стопанството, кога ќе видите дестинациите каде се лета. Еве, например, од 2 јули имаме директен лет Скопје-Анкара. Скопје во Европа е поврзано со сите големи градови. Од скоро имаме директен лет Виена-Охрид со Austrian Airlines. Turkish Airlines лета Истанбул-Охрид, така што тоа се бизнис дестинации и дестинации од кои што има connecting летови за други дестинации. Во делот на туризмот бројките се јасни. Лани порасна за 20%, годинава во првите 4 месеци дополнителни 20% имаме, што значи го имаме дуплирано во споредба со период пред да биде избрана оваа влада, што значи многу повеќе ноќевања, многу повеќе пари, многу повеќе хотели кои што работат, ресторани кои што работат на комплетно изменета слика. Преку овие бројки ме тера да мислам дека полека стануваме осис мунди. Она изрека за Македонија што одамна е кажана, ама сега кога ќе почнеме нешто за железничкиот сообраќај, за патниот, ја мислам тоа ќе се комплетира. Пред некоја година немавме локомотиви, немавме возови. Сега состојбата се менува. Мислам вчера дека нешто на граничен премин бевте во Гевгеле или така некако, да ни кажете за што се работи, па и за карго превозот и за... Точно, кога беше избрана оваа влада, ние имавме 0 функционални карго локомотиви. Скоро 30 композиции лежеа на македонските пруги, затоа што немаше локомотива што може да ги излече на север кон Србија или на југ кон Грција. Компаниите трпеа огромни штети, државата плаќаше огромни пенали, огромни оштети за таа работа. Тоа беше една трагична ситуација на рап да не му се верува на човек што се случувало. Успеавме брзо да се организираме, прво зедовме 4 локомотиви под наем, за да ги оспособиме нашите 11. Некаде за 6 месеци ги имавме првите 5, за година дена стигнавме до 11 и во моментов имаме 11 функционални што електрични, што дизел локомотиви, што целосно ја промени сликата. Во првите 3 месеци од оваа година пораснате карго сообраќајот за 18%, што е доста сериозна бројка. Се воведе тоа што ме прашавте One Stop Shop, односно едно застанување на границата помеѓу Македонија и Грција за карго сообраќај, а во моментов работиме, градиме заеднички железнички граничен премин со Србија, така што и таму ќе има едно застанување, што значи дека композициите возовите многу побрзо ќе можат да движат, што е многу битно за бизнисот. Тука се и сериозните инвестиции кои што ги правиме. Во Скопје воведуваме градски воз, да заличи Скопје на метропола, како што имаат сите големи метрополи. Од 1 септември ќе стартува првата линија, која што е на линија Зелениково-Драчево, Лисич аеродром центар. А веќе во втората половина на оваа година ќе одиме со тендерирање на другите 2 линии, а тоа е центар до Ѓорче Петров и центар до Илинден. Веќе се заврши бајпасот, односно обиколницата на Скопје, со цел карго возовите да не влегуваат во Скопје. Таа оди на линија Драчево-Илинден, таа е добра и за екологијата, но е добра и за бизнисот, затоа што се скратува патувањето. Ако на тоа се додаде дека јануари 2025 година, после децении Македонија виде нова пруга, ја пуштивме делницата од Куманово до Белјаковце, во должина од 31 километар.
Во моментов ја работиме втората делница во должина од 34 км од Белјаковце до Крива Паланка. Напредува добро, очекувам до крајот на 2028 година да е целосно завршена. И сме во фаза, предтендерска фаза, односно тендер за надзор излезе, сега треба да излезе тендер за изведувач за изградба на третата фаза, тоа е од Крива Паланка до граница со Бугарија и спој со Бугарија. Зборуваме Скопје-Софија. Да. Што треба, значи дека ќе имаме линија Скопје-Софија и надолу до Бургас и до Варна. Паралелно на тоа работиме на брзата пруга. Ево да го заокружиме муабетот за железничкиот сообраќај со брзата. Одлично да таму подготовките, работиме подготвителни работи, сите потребни документи се работат. Очекувам до крајот на летото да бидат сите завршени и после тоа да влеземе во избор на финансирање на изведувач и здравие Господ есенва да ги видиме и првите активности на терен за изградба на брзата пруга, така што и таму оди добро работата. Тоа е еден голем проект, огромен проект, мој личен сон, моја многу голема желба. Како тргнало ќе биде, ја мислам. Ќе се заврши, како и се друго што сме фатиле. Паралелно на тоа, по пругите треба некој и да вози, нели? Фала Богу. Со Европската банка за обнова и развој направивме договор за набавка на дополнителни локомотиви, најмалце 5 ќе бидат, ако останат средства и поети електрични. Многу внимаваме на животната средина. И на тоа договоривме сега со Светска банка набавка на возови, со цел да по нови пруги возат и нови возови за патниците. Така што тоа е едно целосно ново искуство, нешто што по старите генерации се сеќаваат, ние за жал како генерации не сме го виделе, не сме го почувствувале освен во странство, да комуникацијата оди на еден многу полесен начин и знам дека ќе е навистина голема промена за сите. Убаво. Амин од мене Ајегли, како тргнала работава тоа што ветувате и испорачувате и исполнувате. Тука малку би чашало и за поштиве, мислам, у ваша юрисдикција се. Приватните пошти, така да речем, овие што ни доставуваат најразлични суплементи, оно некако земаа замав, ама мислам некако вие у последно време ги ја модернизиравте поштата, не ја ограбуваат као порано што ја ограбува, колку 120 или не знам колку нови возила дадовте, дали е подобрена ситуацијата? Имам информации дека се подобрува. Пошта беше во очајна состојба, плата не се земаше или се земаше со големи доснења. Тоа им беше прв приоритет да финансиски ја стабилизираме, да почнат редовно да земаат плата, затоа што човек без основни финансиски примања нема никаков мотив да работи. Тоа успеавме да го стабилизираме, веќе не е прашање дали пошта зема плата. И вториот дел беше модернизација да се направи. Како што кажавте, набавивме 100 возила со цел да се подобри состојбата и да се подобрат начините на комуникација на пошта. Внатрешно правиме реформи со набавка на софтвери, сортирка и така натака. Она што е многу значајно е една, јас би рекол, душманска политика која што претходно е водена. Имено ги спомнавте приватните пошти. Јас секогаш сум за конкуренција, но на рамноправни основи. Гледате оде што се случило. Македонска пошта како државна компанија има обврска да го однесе секое писмо до најмалото село во Македонија и во ред, така треба биде. И таму економска оправданост нема никаква. 35 денари писмо да патува од Скопје до Вевчани, знаеме дека патарината е само 140 денари. Додека приватните пошти немаат таква обврска. Тие можат да си одберат, како на шведска маса, што ќе работат и што ќе дистрибуираат. И што се случува? Приватните пошти ги земаат големите скапи пратки, а останатиот сообраќај останува на Македонска пошта. Поделбата на пазарот во помеѓу Македонска пошта и приватните пошти е 75% од пазарот покрива Македонска пошта, а 25% сите приватни пошти. Сега слушнете го приходот. Ајде. Во делот на приход со 25% кај малите, кај приватните пошти имаат 75% од приходот, а Македонска пошта со 75% од пазарот 25%. Значи, ако во поштенскиот сообраќај годишно влегуваат 100 денари, 75 одат кај приватните, 25 оди кај пошта, а додека обврските се обратно, 75 кај пошта, 25 кај малите. Зошто? Затоа што некој претходно им дозволил да ги работат само убавите скапи пратки и да ги работат само во големите градови. Затоа што вие да однесите пратка од 1 килограм, например, од Царина до населба аеродром во Скопје, скоро и да не чини ништо.
а за тоа се наплаќа најмалце 2,5 евра, најмалце 150 денари. Тоа е чудно повлекување од работна територија за сметка на... И тоа е причината зашто пошта беше во таква ситуација во која што беше. Но сега тоа целосно го менуваме и законот и целосно се менуваат работите и веќе имаме една далеку подобра ситуација од таа што беше. Да, ако исполнам приватно... Сега ако далеку од тоа што треба да биде, уште многу треба, но на добар пат. Кога ги спомнам приватните пошти немав ништо лошо во смисла на нив, но едно приметив во минатите години пред да дојде оваа власт да ја состави победничката коалиција и да владае со Република Македонија, приватните пошти никој не ги ограбува, а државната пошта десетици грабежи имаше и малку ми беше чудно. Добра ви констатација. Малку ми беше чудно да ви кажам сега. Не можам да речам дека дека не плачкаат, другите не. Тоа не можам да речам дека не ви е добра констатација. Добро. Колку знам овие 2 години нема такво нешто. Нема. Нема такво. Сега одиме на нешироко, то тука можеби ќе треба малку кога и да го отворам телевизорот, некоја делница, или сте во контрола, или ја пуштате, или точно ги покажувате разликата во сликите, што е направено, што е затекнато и така натаму. Патен сообраќај. Ај вака сега. Го имаме коридорот 8, го имаме коридорот 10. Имаме и некои други магистрални пати, што се автопатиштата. Ја би одел конкретно, бидејќи вечерва си ветив дека ќе бидеме конкретни без политики. Скопје-Блаце. Вие знаете што да кажете, што е направено, што ќе се направи. Скопје-Блаце го подпишавме договорот за грант во понеделникот. Таму имаме околу 15% од вредноста грант од Европска унија, околу скоро 31 милион евра, што е одлична работа, затоа што тоа се практично поклон, подарени средства. Избравме изведувач, тоа е конзорциум предводен од Гранит, од македонска домашна фирма. После децении македонска домашна фирма добива да гради автопат, скоро и да не се сеќаваме кога последно македонска фирма градела автопат. Јас се сеќавам дека тоа беше 2000-2001 година, кога се градеше Скопје Тетово, и од тогаш не се сеќавам дека македонска фирма директно како изведувач градела автопат. А на времето беа најдобри. Европа, Азија, Африка. И на овој начин сакаме да покажеме дека и македонското градежништво и македонската оператива знае да работи големи проекти. Драго ми е што избран Гранит. Сега кој да беше друга македонска компанија, исто ми беше драго, затоа што е домашна компанија. Последниот пат друга некоја можеби. Дај Боже. Се работи за комплицирана делница, поминува низ Скопска Црнагора. Ќе има вкупно 40 објекти, како што се нарекуваат, тунели, мостови, виадукти и галерии, кои што треба да се решат. Навистина инженерски ќе е сериозен потват, но ќе го завршиме, сме се нафатиле на работата, ќе ја завршиме, дуи нели го ветуваше 20 години, ама 20 години не го изгради, еве ние не го ветувавме, ама поштуваме да го градиме и ќе го завршиме. Тоа е добар спој не само со Косово, затоа што од другата страна во Косово веќе има автопат, Бехтел го градеше, добар автопат реално. Така што тоа не е спој само со Косово и со Приштина, туку тоа е спој и со Албанија, со Тирана и со пристаништето во Трач, и уште за мене исто толку значајно со Црнагора и со пристаништето во Бар, затоа што на овој начин на Скопје му се отвара трето пристаниште, покрај Солунското пристаниште и Драчкото пристаниште, нешто подалечно и Атинското пристаниште, се отвора и пристаништето во Бар, што многу ќе значи за бизнисот и еве успеваме да го завршиме тоа. Ајде одиме на Кичево Охрид. Кичево Охрид беше заборавен проект, напуштен проект. Тоа долги години. Скоро 7 години ништо не се работело таму. Ние кога бевме избрани, мислам таму најголемите мајки ги имате. Па јас знам да кажам со соработниците дека од сите проекти што ги имам, 80% од енергијата ми оди на Охрид Кичево, 20% ми оди на сите други проекти заедно. Кога бевме избрани таму капка асфалт немаше, метро не беше асфалтирано, затоа што беше напуштен проектот, цели планини си имаја спуштено на траса, особено во делот кој што оди од пресека до над Кичево, силни ерозии на земјишта, спуштање на земјишта и така натака. Имавме две опции, едната е и ние да го напуштиме, да речеме ова не може да се изгради, или втората е да го изградиме. Седнавме, направивме план, направивме стратегија и решивме да го изградиме и еве го градиме. Веќе се изградени се 37 километри, ставени се 34 километри во функција. Вкупната должина на автопатот е 57 километри. Очекуваме од теков на летово да се отворат тунелите кај пресека, што сериозно ќе промени работата, и да се отворат уште дополнителни 10 километри, како би стигнале до
47 км и ќе останат уште 10 км да се завршат до прва половина на следна година и на тој начин целосно да се заврши автопатот во предвидениот рок. Так. Мислам дека никој не веруваше дека ќе се заврши, се уште има многу луѓе кои што не веруваат. Не верувам, некој неверни Томи. И ги разбирам затоа што 2014 почна да се гради овој автопат. Нормално е да луѓето имаат скепса, но како го завршуваме се повеќе се менува тоа расположение, но она што ми е особено драго, кажав дека 80% од енергијата ми оди таму, ама па и најдобрите коментари ги добивам за тој проект баш заради тоа што луѓето веројатно не веруваат дека ќе се заврши. Така што ми е многу драг проект и нешто што ќе остане после нас. Инаку тоа ќе се најдолгите тунели во Македонија. Да. Тие на пресека. Тие се па и најтешки тунели. И најтешки, едната цевка ќе е во должина од 2 км и 100 метри, втората ќе е во должина од 2 км. Така што тоа се убедливо најдолгите тунели во моментот во Македонија. Што имаме конкретно за Гостивар Бокојчани? Таму тоа е популарната стража. Знам дека многумина ќе се изненадат на ова што ќе го кажам сега, одлично оди работат, иако теренот е ултра комплициран, планини се пробиваат. Да, но имајте предвид дека нема проблеми со експроприација, нема проблеми со пристап на терен. Оди одлично работата, задоволни сме. Од 31 км колку што треба да биде овој автопат, тој не само што избегнува стража, ќе го скрати и патувањето само на таа делница 15 км се кратат, тоа што нормално заобиколува и исправува. Веќе 17 км се пробиени. Браво. И е прв автопат кој што се гради од двете страни. Значи и од кај Гостивар е почнато и од кај Бокојчани е почнато. И таму очекувам втора половина на 2029 година да е целосно завршен и да се вози по тој автопат. Нешто порано очекувам да се заврши тето во Гостивар. Ние цело време сме мислели дека имаме автопат. Теренот. Да, сме мислели дека имаме автопат, ама не е автопат. Така што тоа е една спојка и во моментот сме во фаза на избор на изведувач за делницата од Бокојчани до Кичево, односно тоа е една делница од 12 км која што треба да го испои автопатите кои што популарно кажано ги гради Бехтел со автопатот Охрид Кичево. Со Ебара да го работиме и очекувам следниве 10 дена и таму да избереме изведувачи и да почнеме и таму да градиме автопат. Така што во моментов 6 автопати се градат во Македонија, што е нешто невидено. До сега не било. Шестиот е најдолгиот автопат во Македонија, тоа е автопатот Битола-Прилеп. Каде што динамиката е добра и прва половина на следната година очекувам веќе да ги возиме првите 10-11 км целосно автопатско решение. Да. Браво. Така што добри сме, добро ти. Продолжите така. Експресни патишта. Куманово Страцин. Куманово Страцин сега работиме со Европска унија. Сакаме да искористиме средства од планот за раст. Добро ни оди со реформите, доста средства се ослободуваат. Има и грант компонента, очекувам следна година почнеме да го градиме. А Страцин Кривопаланка го пуштивме минатата година, 2025 година во јануари месец. И на тој начин источното крило од коридорот 8 или поврзувањето со Бугарија целосно го затвараме или со автопат или со експресен пат. Ми дадовте мотив, реков нема политика да зборувам, ама рековте добро не оди со реформите, што потврди и Марта Кос, а и претходно председателот на Европскиот парламент, 90% реализација на реформите, а нашиве, ки си дозволам, ова е подкаст, опозициони мегафони велат, ништо не е направено со реформите. Добро се. И сега разликата? Што очекувате? Кажат, ама затоа имаат и 7% рейтинг. Так. Затоа што луѓето не се Дојдо до 7? Не сум сигурен. Не се глупави луѓето. Радови Струмица, Кочани Виница? За Радови Струмица... Малку на истокот мојот исток да видиме? Да. Радови Струмица и не само до Струмица, туку до Новосело и граница со Бугарија. Во моментов има активен тендер за избор на изведувач, кој што треба да ги изработи сите потребни студии. Да. И истото е и за Кочани Виница Делчево граница со Бугарија, така што отвараме 3 споеви со Бугарија со експресен пат или со автопат. Се надевам дека и тие ќе градат од нивна страна. Така што по завршувањето на студиите ќе одиме со избор на изведувач. Се надевам дека следна година, 27 и Кочани Виница Делчево граница со Бугарија и Радови Струмица Новосело граница со Бугарија ќе почнеме да ги градиме. Одлично. Ај се малку ќе излеземе. И да не заборавиме, повелете. Некако имавме доста пуштања, па нормално стана. Да. Направивме целосна рехабилитација и го пуштивме Охрид Светинао. Так. Тоа е спој со Албанија и пуштивме две други делници експресни патишта.
Едната во јануари минатата година од Градско до Дреново, а втората летото минатата година од Дреново до Фариш. Ни останува последниот дел од Фариш до Прилеп или половина Плетвар и таму за брзо време очекувам да почнеме да работиме, така што до Прилеп и до Битола да имаме целосно или експресен пат или автопат. Ова Градско Дреново не ја знаев, и кога возев, јас сум по мајка кавадарченец и се возам со братуче ми вика, абе, фани по новиот пат ми вика. Така да, очигледно е, очигледно е. И таму има тунели, ама помали се од Ајде така сега малку да излеземе од оваа рамка, да се навратиме на обезбедените финансиски средства за младите, малите и средните предпријатија и за општините. Сретнав пред некој ден, дали ваши искажување, дали некаде напишано, во 72 општини, 96 улици направени. Да. Од што тоа би почнале, а ќе прашам и за овие проекти. Тоа е само преку една линија, да. Тоа е преку Светска банка. Так. А иначе вкупно 1200 проекти се работат во општините низ државата со поддршка од владата. Морам малку шега, ама многу убава шега. Ако 1200 вие платформа 1198 сте ја надминали. Во тоа е завршено, да. Морам ова да го кажам. Јас секој пат со документчиња сум тука, а на ова кога ќе се додаде новата парадигма 2030, новото поглавје стратегија Македонија 2030, се гледа дека имате и насока и платформа за работа. Министре, ми интересира оние прва транша, втора транша што добија од локална самоуправа безмалку сите 80 општини, дали знаеме процентуално кои проекти завршија, кои се во тек, кои се на почеток, бидејќи вие почнавте од локален развој и потоа отидовте на регионален и државен развој. Мислам дека е една исправна политика, од конкретното кон општото, и дали имаме некој пресек сега, бидејќи тоа повеќе години се реализира, мислам дека општините долго време беа запоставувани. Ние се убаво да зборуваме и за брза пруга, и за автопати, и за експресни патишта, и за аеродроми, ама прво луѓе гледаат кои ќе излезат од дома дали во кал газат или не, дали имаат атмосферска, дали имаат водовод, канализација, тротоари уредени и така натака. И тоа е нешто што е најзначајно за луѓето, и ако тоа не го средите, нема поента и радите големиве проекти. Затоа прво решивме овие да ги решаваме. Спомнавте Гевгелија вчера, таму например инвестираме само во улици 165 милиони денари само преку мојаво министерство. Така што локалната инфраструктура мора да ја средиме, на тоа да додаеме градинки и училишта, секако амбуланти и болници, за после тоа на тоа да можеме да ја градиме големата, крупната инфраструктура. Да. А делот што беше, мислам, сега со бројките ја не баратам добро, ама мислам 250 милиона евра, тоа е од она милиардата од Маđарска за средниот и малиот бизнис, за предпријатијата. Имате љубит, тоа отиде. Колку помогнавте на предпријатијата? Помогна многу ако видите растот, и ако видите растот во основни средства кои што одат преку кредити и преку обезбедување на развој рамките на предпријатијата, тоаш јасно е дека тоа е поети од солидно. Компаниите добија кредити со 1,95 камата, што никаде не можете да најдете, и плюс дополнително тоа влијаеше на спуштање на другите камати, затоа што кога вие како банка нудите продукт со 1,95, паралелно не може вториот продукт да вие со 7 или 8, мора да го намалите за да се избалансирате, така што на овие 250 милиони нашата проценка е дека уште 250 милиони компаниите зедоа редовни кредити, и на тоа додадоа најмалку уште толку сопствени средства, така што зборуваме за еден инвестициски циклус од најмалку 750 милиони евра во приватниот бизнес. Значи, сепак морам да констатирам покрај сите... Знаете колку напаѓа од Орбан. Неосновани критики, сепак е во инфраструктура, се гледа резултатот. И во стопанството. Па може би и од таму, почитуван министар, доаѓа и она 3,5 економски раст, може би од таму доаѓа она намалена сега за уздана, би рекол, контролирана инфлација, и оно е што сака да ви го первертират трет најголем раст на економија, не трета поголемина економија, него Македонија остварила во овие години трет најголем раст. И ова се бројки кои што не ги кажуваме ние, туку ги кажуваат релевантни меѓународни институции. Така што мислам дека ова е најдобар доказ за
тоа каде е државата и во каква состојба. Добро. Не може човек, ја Боже си ветив за политиката, не правиме муабет, ама се случуваат некои немили работи во опозицијата. Јас припаѓам на аналитичарите, па и новинари од хоби, кои сака да има добра опозиција здрава за да биде ваш коректив, ама некој 2 години тоа не се остварува. Не се остварува 2 години. Дали би дале ваш коментар што се случува со СДС? 2 години не можат да се најдат, без компакт се, немат пат на действување и испари социјалдемократијата. Ваше видување сакам. Знаете како? Да ми кажете. Генерално, јас ова многу го зборував во опозиција, што ќе го кажам сега. Не сакам да се мешам во нивните работи, како што членовите на ВМРО-ДПМ не треба да одлучуваат за ВМРО-ДПМ, членовите на СДСМ треба за СДСМ. Но, колку можам да бидам објективен, иако никој не може да ќе кажам, нема да прифати дека е објективно, мислам, основна некоја дефиниција за политичка партија е дека кога ќе отиде во опозиција и треба време да се ребрандира, реструктурира и се врати назад, ако се врати, дели пропаѓаат, нели? Па имаме и Шпанија, Италија, Франција, имаме примери. Во многу држави, има Македонија пропаѓаат политички партии, не е ништо чудно. Овдека мислам дека основната грешка која што јавноста ја прави е што на СДСМ му брои 2 години и чудно е како после 2 години не можат да се вратат и да кренат. Јас не мислам дека се 2 години, мислам дека периодот на девастација е многу подолг. Зошто го мислам ова? Прво, нити 2000 на изборите кои што беа 2016 година во декември, СДСМ не победи на тие избори, како што и на изборите 2020, зборувам за парламентарни, СДСМ пак не победи на тие Институционална избори. корупција ни не воведе тоа. Што значи дека СДСМ нема победа на парламентарни избори нити 16-та, нити 20-та, перцепцијата во јавност е како да имале победи, имајќи предвид дека формираја влади, како формираја влади, на друг подкаст ќе ме викнете. Со византиски игри. Ќе зборувам. Така што таму распаѓањето и пропаѓањето е повеќе од 1 деценија. И затоа мислам дека сега им е тешко да се вратат. Од 3 лидери сменија за тој период што вие го кажувате. Од друга страна, она што не можам никако да го сватаме е како е возможно за основните национални прашања да имаат ставови какви што имаат, и тука нормално е дека народот не ги прифаќа. Да, ја како правам разликата, почитуван министер? Тие ако дојдоа на власт, во првите месеци направија 2 големи, многу штетни интереси. Едни од нивице спогодба, не договор, другиот договор со бугарите, значи Грција и Бугарија, не срозија, не обезличија, отиде името контра интересите национални држави. Вие 2 години сте, а на прв план ви се националните и државните интереси, тоа го кажувате што не попуштањето на, тоест не прифаќањето на диктатот од Бугарија. Ја тука ја правам главната разлика, она што велат make a difference, разликува се од противникот. Разликува се од противникот. По ваше мислење, дали таа немоќ што они ја имат, денови ја изразуват, последната фортификацијска препрека ја прават обструкција за изборниот законник. Мора да се донесе. Сите сме свесни дека тој законник ќе се донесе. Видете, ние бевме... Зошто ја прават таа? Зошто тие византиски игри? Бевме во опозиција, ова раководство на ВМРО-ДПМ не беше во опозиција. Изборниот законник не го блокиравме никогаш. Да. Имавме наши ставови, дали се прифаќа, дали не се прифаќа. Јас сум бил дел од преговарачките тимови кои што го представува ВМРО-ДПМ и некој консензус се наоѓа. Она што го прават сега е оче, тие по секоја цена сакаат да покажат дека се против ВМРО-ДПМ. И се против за се. И тоа е исто голема грешка. Вие не можете да излезете пред јавност и речете се не чини. Зашто луѓето не се кога еве бројките друго кажуват. И бројките, и фактите, и простата логика, како што не можете да кажете дека се треба да прифатиме од диктатот кој што го наметнува Бугарија и дека после тоа сонцето 2 пати ќе свети наместо еднаш. Тоа е една погрешна политика, но реков не сакам да ја коментирам. Да. Добро.
Ја пак би излегнал малку од вашата област, имајќи преди што претходно сте работеле, па и сега мислам го работите, кога е најбитно вие со премиерот патувате и кога треба да се подпишуваат договори, многу битни, дали за стратешки диалози, дали за финансирање на инфраструктура и така натаму. Одпред, по моја слободна оценка, 5, 6 до 7 месеца, ја видов промена на вокабуларот на, јас велам, бриселските бюрократи и на лидерите на Европската Унија, дури и на овие водносечките земји, Германија и Франција. Дали би сакале да дадете коментар дека сепак нешто се менува таму, она што и вие и премиерот го најавувавте и министерот за надворешни работи, дека неуморно се работи во Брисел за да се сванат работите, дека Македонија не може веќе да ги напушта националните, тоест линијата да ја спушта за националните и државните интереси, тоест одстапки, дека сепак се менува, имајќи во предвид изјавите на бриселските челници во последно време. Видете, наша задача како генерација, како политичка партија, како влада е да направиме се да ги заштитиме македонските национални интереси. Ние сме свесни дека не сме најголемата држава во Европа, далеку сме од тоа. Свесни сме кои ресурси ги имаме, односно ги немаме на располагање и колкава е силата, но дури и во такви услови правиме максимум да ги заштитиме националните интереси, затоа што за тоа сме избрани и тоа го прави секој политичар кој што води држава. Да. Зборувам за нормални и развиени држави. И ќе продолжиме да го правиме тоа. И тоа не може да не даде резултат. Обратни резултати, резултати на национални катастрофи и понижувања, какви што видовме со СДСМ и ДУИ, доаѓаат кога вие не се борите за сопствената држава и ја распродавате сопствената држава, како што Заев тоа го правеше многу често. И тоа е голема разлика. И почитта сега кон Македонија е многу поголема од претходно, затоа што гледаат дека се бориме за сопствената држава и тоа ќе продолжи да биде така. И неминовно ќе даде резултатите. Прашањето е само кога и како. Иначе дека ќе дојдат резултатите. Треба упорност и трпеливост, треба. Точно. Практикуваме на крајот од емисијата гостинот да даде своја порака за гледачите, а имајќи во предвид дека вие досега сте ни од највисок ранг политичар што ни гостувал, па мисламе пожелно го во овие летни жешки времења и денови гледачите да чујат нешто оптимистички од вас, иако бројките се крајно оптимистички. Ние прочитавте мислата среде лето сме и сакам да посакам на сите што не гледаат да уживаат максимално во летото, од она што гледам на временска прогноза, ова ќе е баш убаво лето, сончево лето без многу дожд. Кој каде може да одмори, на планина, на езеро, на море, да поминат некое време со семејството, да уживаат добра салатичка, по некоја добра пијачка и да добро се расположат, затоа што лето е секогаш за уживање. Тоа е мојата порека. Одлично, одлично, најубаво за овие денови. Се ја ќе ви изненадам нешто. Пред не многу, ама 4 или 5 години нешто ви не реализирав. Сетив. Ама ние на секој гостин му поклонуваме книги, да, и ја денеска избрав главната книга Бренд концепти да ви ја поклонам, толковникот Branding Advertising Public Relation и моето амбасадорче вселена на брендови. Посвета е напишена, во првите две сгрешив Николовски, ја малку скртнав, во третата нема. Мене ми е посебно кеф што ова можам да ви го поклонам од причина што вие, вашиот тим и тимот на владата ја брендирате Македонија, вие правите добро за Македонија и правите бренд име број 1 би рекол на Балканот од Македонија. Благодарам, навистина ми значи и ќе ги прочитам со големо задоволство. Имате време, нема да сгрешите. Во лето се наоѓа време и за книги, така што ќе прочитам. Така. Да. Почитуван Александар, ми беше задоволство што разговаравме. Мислам дека бевме од конкретни по конкретни. Се надевам ќе се видиме пак, а сега ние, јас и мојот тимот на подкаст Радар да ви посакаваме добро здравје, долг живот и уште многу енергија и елен за ова што го работите да го довршите, па и нешто повеќе да направите. Секогаш се задоволство. Се најдобро да сте ми живи. Благодарам. Не значи. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Реков Радарот е вклучен и за време на летните денови продолжуваме понатаму се гледаме другата недела. Довидување.